Председателот Стево Пендаровски на денешната пресконференција изјави дека нема потреба да прогласи нова вонредна состојба. Последниве денови во јавноста се наметна и дилемата дали е можно воведување на вонредна состојба само на барање на владата или и председателот може самиот без предлог од владата да прогласи вонредна состојба. Во тој дел уставот е јасен. Председателот на државата може и без барање од владата да прогласи вонредна состојба. Меѓутоа, тоа никогаш не го направив, затоа што бев и се уште сум убеден дека во ниту еден политички контекст, една институција, која и да е, не смее да ги изолира останатите институции при носењето на сериозни одлуки. Затоа, имајќи ги во предвид причините поради кои ги прогласував сите претходни вонредни состојби, сметам дека во овој момент нема потреба да прогласам нова вонредна состојба. Тој во денешното обраќање до јавноста рече дека постои законска регулатива во случај да има потреба да се применуваат мерките како што се полициски час или пак воведување други превентивни мерки. Председателот Пендаровски досега прогласи 4 вонредни состојби, 2 по 30 и 2 по 14 дена. Последната вонредна состојба беше прогласена на 20 мај и истекува утре во сабота на 13 јуни. Третата исто така 14-дневна вонредна состојба ја прогласи председателот Пендаровски на 15 мај. Претходните две беа во 30-дневни, а првата беше прогласена на 18 март. Одлуките на шефот на државата за прогласување вонредна состојба останаа непотврдени од собранието, поради тоа што претениците се само распуштија. Ако парламентарниот состав не беше распуштен, наместо Пендаровски, собранието ќе требаше да ги донесе одлуките за прогласување вонредна состојба како што е предвидено со уставот. Првите две одлуки беа оспорени пред Уставниот суд, но тој реши дека нема основа за поведување постапка за оценување на нивната уставност како и законитост.